Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. За денес ќе размислуваме на тема последиците од човековото паѓање во престап или во грев, а и излезот од него. Стихот за оваа тема е во Римјаните 5 поглавје, 12 стих, каде што апостол Павле вели вака: Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помина на сите луѓе, зашто сите сгрешија. Како прво и основно, со гревот се прекина заедништвото со Бог. Заедништвото помеѓу Бог и човекот не е веќе слободно и отворено. Човекот се крие до денешен ден и сака да биде подалек од Божјата присутност. Тоа е факт. Тој се наоѓа и под закана на смртна казна. Нема веќе вистинска комуникација и нема вистински разговор со Бог. Тоа е почеток на физичка смрт и на болест. Зашто е напишано: Тогаш го слушнаа гласот на Господ Бог, кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец. И се сокрија човекот и неговата жена пред Господ Бог меѓу дрвјата во градината. Тогаш Господ Бог го повика човекот и му рече: Каде си? Тоа е запишено во првата книга Мојсеева, 3 глава. Со тоа го гледаме првиот грев. Грев кој ни направи огромна штета. И токму ова што апостол Павле го пишува во Римјаните се однесува на тоа. Како второ, силата на гревот. Каков е гревот? Сега човекот е фатен во магнетското поле на гревот и не може сам да се ослободи. Тој е постојано под притисок на гревот и гревот го притиска се повеќе и повеќе надолу. И не само како индивидуа, туку силата на гревот се пренесува генерацијски, како што веќе видовме во текстот. Сите луѓе во која земји да се наоѓаат и во какви услови да живеат, се раѓаат под силата на гревот. Затоа Давид ќе рече: Мојата мајка во грев ме зачна. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помина на сите луѓе, зашто сите сгрешија. Имено, гревот беше во светот уште пред законот да се даде, но гревот не се засметува кога нема закон. Смртта пак царуваше од Адам до Мојсей и над оние кои не сгрешија со сличен престап како Адам, кој е слика на оној кој доаѓа. Тука се мисли на Исус Христос, кој што ќе дојде и кој што дојде. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла и помисла во неговата памет е секогаш само зло. И затоа, кога Господ виде што направи човекот, тој воздивно во себе се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата. Како трето, човекот се наоѓа во тешка судбина заради гревот. Во својата побуна против Бог, сите луѓе се побунија, човекот стана пријател и придружник не на Бог, туку на ѓаволот. И заради тоа предавство, неговата судбина, така ќе го употребам тој избор, е запечатена во пеколот. Тој го заслужи пеколот. Тоа беше негова определба со целосна одговорност. И заради слабоста и силата на гревот, човекот дозволува да биде мамен и манипулиран од сатаната. Зашто е напишано: А ѓаволот, кој ги заблудуваше, беше фрлен во огненото сулфурно езеро, каде се и ѕверот и лажниот пророк. Тука би рекол следново: ձверот е антихристот, а лажниот пророк тоа се сите религии кои што се обидуваат да му се спротивстават на Бог со својата измислена религија. Таквите ќе бидат мачени дењи и ноќе во веки веков. И потоа продолжува апостол Јован и вели: И видов голем бел престол и оној кој седеше на него, чие лице побегнаа земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите големи и мали, како стојат пред престолот, и се отворија книжните свитоци, и друг книжен свиток се отвори, а тоа е книгата на животот.
И на мртвите им беше судено според она што е напишано во книгите, според своите дела. Потоа продолжува Јован и вели: и морето ги предаде своите мртви, кои се во него, и смрт и под земјата ги предадоа мртвите кои се во нив, и секој беше суден според своите дела. И смртта и под земјата беа фрлени во огненото езеро. Тоа е пеколот. Тоа е втората смрт, огненото езеро. И кој не беше запишен во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро, односно пеколот. Тоа е реалност и тоа со сигурност ќе се случи. Такви се последиците на гревот. И што се случува во овој свет поради гревот? Има напнатост. Во меѓучовечките соодноси владее напнатост и непријатни ситуации кои раѓаат непријателства. Особено ќе го земеме за пример мажот и жената. Во бракот владее недоверба и постојано се изнаоѓаат конфликтни ситуации. Зашто е напишано, а на жената и рече: ќе ти ги умножам многу маките на твојата бременост, во маки ќе ги раѓаш децата. Твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе. Каков стих? Тоа е запишено во прва Мојсеева книга, 3 глава, 16 стих. Според овој библиски извештај или стих, жената ќе се обидува да се буни, например, и да го оспорува водството во бракот, а мажот ќе сака тоа да го спречи со тиранско однесување. Колку жени страдат од мажовото насилство. А последиците од таквиот сооднос се губење на авторитетот во семејството. И затоа многу деца страдат поради таквиот сооднос меѓу мажот и жената. Затоа во Новиот Завет имаме Божи налог за да се спречи таа конфликтна состојба и да се воспостави ред и хармонија преку водството на Светиот Дух и во едниот и во другиот, доколку се верници. Вака е запишано: жени, покорувајте им се на своите мажи, како што прилега во Господ. А потоа дава заповед и на мажите и вели: мажи, любете ги своите жени и не бидете груби кон нив. Тоа го пишува апостол Павле во Колосјаните 3 глава. Потоа продолжува во посланието до Тит и вели Павле да бидат жените разумни, чисти, добри домаќинки, покорни на своите мажи, за да не се хули Божиот збор. И не само во ова тесно заедништво помеѓу мажот и жената, туку со гревот или преку гревот настана хаос и во општествата. Гревот создава неред во општеството, создава секакви конфликти со трагични последици. Тие непријателства се семејни и општо меѓународни. Господ продолжи и вели што направи. Тоа се однесува сега за Каин и Авел, а посебно за Каин. Што направи? Слушај, крвта на твојот брат вика кон мене од земјата. Тука гледаме развојот на гревот, убиство, омраза, завист. Тоа е запишено во првата Мојсеева книга, 4 глава, 10 стих. Потоа гледаме насилство во личноста на Ламех. Тоа е запишено исто така во 4 глава од првата Мојсеева книга. Ламех им рече на своите жени. Тука гледаме полигамија. Адо и село, послушајте го мојот глас. Ламехови жени, чујте ја мојата беседа. Убив човек, зашто ме рани, и дете, зашто ме удри. Ако Каин биде одмазден 7-кратно, Ламех ќе биде 77-кратно. Во овие библиски стихови гледаме грозоморни гревови, насилство, убиство, одмазда, полигамија и закани од секаков вид. Потоа имаме проблем во природата. И самите Божи дела, наречени природа, се под Божјо проклетство. Гревот има влијание и во природата. Неплодно земјиште, лоши временски услови кои отежнуваат состојбата на земјоделците и разни други елементарни непогоди. А на човекот му рече: затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеш од дрвото за кое ти заповеда, велејќи дека нема да јадеш од него,
Земјата ќе е проклета заради тебе. Во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ќе ти раѓа трњ и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ќе јадеш леп, додека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Тоа е запишено во прва Мојсеева книга, 3 поглавје. Потоа гледаме оштетување во суштинските нешта. Например, змијата која е придружник на сатаната се наоѓа под проклетство, така што мора да се влече по земјата и да се храни со прав. Жената и мажот имаат тешка казна со тоа што жената ќе ги раѓа децата, но со болка, а мажот, за да го заработи лебот, тоа ќе го постигнува со голема мака, со пот на челото. Тогаш Господ Бог и рече на змијата, бидејќи го направи тоа, проклета ќе бидеш помеѓу сите зверови и меѓу сите полски животни. По мевот ќе се влечеш и прав ќе јадеш сите денови на својот живот. Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. А на жената и рече, тебе ќе ти ги умножам маките на твојата бременост. Во маки ќе ги раѓаш децата. И твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе. Ете, такви последици има човекот од престапот, од гревот што го направи. Не само Адам и Ева, ние сме нивни наследници и ние сме виновни како Адам и Ева. И затоа страдаме. Како смо? Постои ѓаволско владење во овој свет. Сатаната или ѓаволот и неговите отпаднате ангели заради гревот станаа владетели на овој свет. Апостол Павле го нарекува Бог на овој свет сатаната. Зашто тоа што му беше дадено на човекот во поседство од Бог, тој му го зеде тоа и го направи негов слуга и под сатанско влијание. Еве што вели Павле во Ефесјаните. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината, на овој свет, против духовните сили на злото во небесните места. Затоа во денешно време светот е таков каков што е. Сатаната ги контролира сите институции, за да може да владее над човекот. Потоа има владење на законот на смртта. И затоа Бог одлучи да го сопре напредувањето на гревот со тоа што му даде ограничување. Закон, ограничување на животниот век, физичка смрт, грижа на совеста, чувство на срам и страф од казна. Зашто е напишано. Тогаш Господ рече, мојот дух нема да остане до века во човекот. Човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. А за вашата крв, за вашиот живот, ќе барам сметка. Ќе ја барам од секое животно и од човекот за неговиот брат. Ќе барам сметка за човечкиот живот. Кој ќе пролее човечка крв, човекот ќе ја пролее неговата крв. Зашто Бог го создаде човекот според својот образ или лик. Тогаш, зошто е даден законот, тој е определен со посредство на ангели, со рака на еден посредник, па е додаден заради престапите, додека не дојде семето, кому му е дадено ветувањето. Гледаме и надеж, зошто е даден законот, за да дојде оној што треба да го спаси човекот од ваквата состојба. И уште нешто. Човекот се наоѓа во робство на човечка религија и е идолопоклоник. Идолопоклонството се смета за казна на народите заради непослушност. Секое заминување во идолопоклонство е казна во секој поглед. И за да не се заведеш, кога ќе ги подигнеш своите очи кон небото, па ги видиш сонцето, месечината и звездите, сета небесна војска, па да им се клањаш и да им искажуваш почитување. Господ твојот Бог им ги даде нив на сите народи, секаде под небото, а не за поклонување. Само на Господ Бог служи му и само нему клања му се. Но дали има излез од оваа состојба? Бог најде излез во личноста на Исус Христос.
Колку и да е тешка состојбата, смрт, болести, страдања, неред, хаос насекаде, Бог најде излез. Во Јован 3:16 се вели вака: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Имаме спасение, надеж. Врз основа на Библијата веруваме дека спасението вклучува откупување на целиот човек, дух, душа и тело. Човекот се спасува по милост и вера во завршеното дело на Господ Исус Христос, кој умре на крстот заради нас. Затоа, Бог може од таквата состојба да не избави сите нас. Спасението како такво не може да се заслужи или да се зачува, ни делумно, ни во целина, со некаква човечка доблест и дејствување. Туку се прима со лична вера во Господ и покаяние. Во Христос сите вистински верници имаат дар на вечен живот, доколку веруваат во Исус и се покајат од своите гревови. Имаат исто така совршена праведност, посинување во Божјото семејство, ослободување од секоја вина. Тоа е сегашната привилегија, припрема и гаранција за иднината. Во Христос сите верници имаат секаква духовна сила, која им е потребна за живот и побожност и имаат гаранција дека нема да се соочат со Божјата вечна казна. Спасението е достапно на сите кои со вера ќе го прифатат Господ Исус Христос како нивен личен спасител. Тој со својата смрт, пролиената крв и славното воскресение извојува вечно откупување за сите што веруваат во него. Спасението се прима со вера со помош на Светиот Дух. Во најширока смисла, спасението вклучува повик од Господ, оправдување преку вера, раѓање од Бог или наново раѓање од Бог, посинување, посветување и прославување. Што значи тоа? Бог не остава ниту еден човек во незнаење во однос на спасоносната вистина. Тој не гледа на времето на незнаењето, туку не повикува или ги повикува сите луѓе да дојдат кај него и да бидат спасени. Тој не гледа кој е кој, ниту му е мило некој да загине. Исус постојано го повикуваше народот да дојде кај него и да верува во неговите ветувања. Со таа вера доаѓа оправдување. Какво оправдување? Грешникот што верува се оправдува преку верата. Бог во оправдувањето на грешникот ја засметува Христовата правда и го прогласува за праведен оној што верува во Исус. Така што во исто време и Бог останува праведен и го оправдува оној кој верува во Исус. Старозаветните верници Бог ги оправдуваше на ист начин како и новозаветните. Христовата жртва е темел на сите и во Стариот Завет и во Новиот Завет за оправдување. Потоа имаме наново раѓање од Бог. Раѓањето или наново раѓањето од Бог е дел од Божјата благодат. Со тој чин верните стануваат нови созданија во Исус Христос. Тоа е промена на срцето преку дејството на Светиот Дух, кој го осведочува грешникот дека е грешник и само врз основа на тоа осведочување се осознава човекот дека е грешник пред Бог. Наново раѓањето од Бог содржи покаяние на грешникот пред Бог и вера во Исус. Покаянието и верата се неделливи доживувања на милоста. Покаянието е вистинско свртување или обраќање од гревот кон Бог. Верата е потполна предаденост и прифаќање на Исус како Господ и Спасител. Кога човекот се кае, верува и е оправдан од Бог, тогаш тој станува Божјо дете, Божји син или ќерка. Тоа се вика посинување. Заради Исус Христос верните се посвоени или посинети и стануваат Божји деца, уживајќи во слободата што им е дадена преку Исус. Преку ова посинување, тие се успособени да му пристапуваат на Бог како негови синови и да бидат учесници во даровите кои се наменети за нив како деца. И да имаат слободен пристап кон престолот на благодата, викајќи Ава, Татко. Бог ги сожалува своите деца,
ги заштитува и ги снабдува со сите потреби, а понекогаш и ги воспитува со казнени мерки за нивно добро, за да имаат учество во неговата светост. Тој нема да ги отврли никогаш, бидејќи се запечатени преку Светиот Дух за денот на откупот. Таквите, кои што се запечатени, кои што имаат гаранција на вечниот живот, тие се посветени или живеат свет живот. Посветувањето дозволува Исус Христос да живее во нас и да му дадеме простор. Тој да го обликува нашиот живот во согласност со неговата волја и светост. Бидете свети, како што сум јас свет. Тој ќе повикува неговите деца да бидат свети, како што тој е свет. Посветувањето е процес кој трае преку целиот живот со цел да се преобрази Христос во нив и да бидат што послични на Него. И со тоа го прославуваат Бог. Прославувањето е доживување на Божјата спасителна благодат. Верникот му благодари на Бог за своето спасение и постојано го слави. Неговото свето име го очекува Божјото царство, каде што вечно ќе се слави Исус преку неговите усти, преку нивните усти. Прославувањето е израз на среќна и задоволна душа, која преку Светиот Дух ужива со Христос. Да, тоа Бог го направи заради нас. Состојбата на човекот е тешка поради гревот, но состојбата со вера и покаяние во Христос станува лесна. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Нему слава во сите векови. Амин.